Долни Балван се подготвува за пречек на штраковите. Тие тука многу години се дел од амбиентот на селото, а нивното доаѓање е случка која се очекува. Па некаде на денот на пролетта, 22 март. Тоа е времето кога ќе пристигнат и ќе почнат да се населуваат низ селото Долни Балван. На истиот ден секаде доаѓаат у Македонија. 22 мора да е тука. Март. Бројот на штраковите во Долни Балван постојано се зголемува, а оние кои веќе се тука се пријатели на сите. Од тука и грижата за нив, бидејќи освен љубов за штраковите, тука има и ризик. А од струјата. Највише од струјата. Иначе, кој? Јас не сум сретнал, јас 77 години не сум сретнал човек некој да чујам некој да отстрела ловџи или некој било кој да утепа штрк, не. А пред мои очи и уште еден друг имаше штип со мене присутен тамо, штрко која спушти на трансформаторот и само зачуре и пламен се дигна горе и исчезна готово. Евана се погрижи да прави некаде одредени стојалишта за штрците на одредени бандери, ќе ги видите и тука. Арно, ама секоја електричната инсталација знае да биде некојаш малку непријатна за штрците, односно знаат да имаат проблеми. Поради ова, Општина Карбинци се одлучија на реакција. Ние во комуникација со електродистрибуција, кои што се сопственици на столбовите за електрична енергија, разговаравме околу превземање мерки за овие гнезда кои што штраковите ги прават најчесто на бандерите и столбовите кои што се со ниско напонска мрежа. Очекувам во оваа комуникација и соработка со нив да направиме нешто поконкретно околу зачувување на овие гнезда. Нормално важно е овие птици да бидат заштитени. Општина Карбинци е една територија која што е позната по сончевите денови и тука навистина се во еден повисок или поголем број овие птици, така да мислам дека во текот на оваа пролет или ова лето ќе направиме нешто повеќе околу зачувувањето на овој вид на птици преселници. Во Долни Балван има 6 гнезда и исто толку штракови семејства, кои овде живеат со години, а своето внимание и грижа ги заслужуваат на повеќе начини. Еден од нив е и успешното справување со змии и други влекачи, но и други штетни, но опасни животни.